И продолжуваме со последниот гостин за денес. Во брзото секојдневие често забораваме да застанеме, да вдишиме воздух и да продолжиме понатаму свесни и совесни. Па, токму затоа денес ќе ви прикажеме неколку техники за тоа како може да се решиме многу здравствени проблеми преку техниката на дишењето. Добро утро за нашиот гостин Виктор Петровски. Сузе, одличен избор во поглед на тоа колку јас мислам дека ќе им помогнеме на многу гледачи да се решат по некој проблем што го имаат. И самиот тој, како што ни кажа, веќе има решено своите проблеми. Да, повелете. Благодарам, Оле. Виктор, добре ни дојде. Драго ми е што за прв пат имаме гостина од овој тип. Човек кој што го освестил дишењето, решил некои здравствени дисфункции, а со тоа им помага и на многу луѓе по пат на дишење да дојдат до самите себе и да ја осознаат моќта на здивот. Како започна твојата приказна? Ви благодарам пред се за вашата покана тука. Баш е задоволство и ново искуство. Патувањето започна пред се најмногу во мојот личен случај, кога бев матурант, значи доживев некој доста интензивен хроничен затвор кој што се само пролонгираше и не ми оставаше не само да дишам од текот на денот, туку и да можам да спиам како што треба, кој што премина дури во инфекција на мозокот или менингитис, кој што заврши со лежење на болница скоро 2 недели. И за мене беше тој wake-up call, што вика, значи повик за будење на колку на сите сфери во мојот живот, пред се на здравието и благосостојбата. Така. И тоа ме втурна во тие води уште поинтензивно да ги истражувам вистинските елементи, што е тоа што го прави здравието. Иако пред тоа мојот татко доста ме имаше навлезено во тие води на јога медитација, значи од моите 7 години, редовно до моите 13-14 година, ме носеше на такви настани. Сепак имаше еден дел каде што јас морам сам да навлезам и на своја кожа да ги истражам кои се факторите што му прават на мојот организам да диши или да биде затворен. Значи да живеи, да се чувствува добро или не. Так. И така. Браво. Кои се најдобрите одговори кои ги доби благодарение на дишењето? Па, може би во неколку реченици најдобрите одговори би било, значи човек пред се мора да се конектира со себе си, да се поврзи со себе си и преку себе си на своја кожа да ги вкуси кои се вистинските здрави работи за него и за неговиот живот и кои работи се нездрави, затоа што ние сме бомбардирани со многу програми пред се од самото школување, што е добро и што е лошо. Од родителите што ни наметнале од родителите, несвесно, ненамерно, општеството, така да мора да поминиме еден период сите на вистинско само истражување и спознавање за да ги одделиме оние работи кои што не се за нас, како маслото со водата, да ги одделиме и со оние што се вистински за нас или дадени од Бог. Да. Значи, затоа што има такви, значи, а сите мора да го поминеме тоа патешествие за да дојдеме до личен одговор. Так, познат си ширум нашава земја како Виктор Дишење. Кој Виктор? Не Виктор Петровски, туку Виктор Дишење, човек кој што има организирано многу бројни настани, колаборации. 30-40 до сега. Да. Ни премногу, ни малце, а тек почнуваме сепак. Браво. И како изгледа целиот тој процес? Од каде се започнува се? Како да го освестиме дишењето? Дишењето е еден несвесен процес, ама живото значаен процес, бидејќи без се можеме, но без дишење не можеме. Како да го освестиме тоа да го правиме сега, ама на вистински начин, бидејќи правилното дишење значи и правилно живење? Точно. Па, кога некој ме праша така, обично јас викам дека нема една техника, иако ова е сето низ еден метод кој што пред се јас преку себе си го спроведувам од моето лично искуство и е универзален метод, но пред се мислам дека најбитното нешто е соносење на присуство кон сопствениот здив, кон сопственото тело. И од тоа присуство, со модулација на здивот и другите универзални методи на пред се опуштање на секој дел од телото, се буди или ја будиме таа внатрешна природна животна енергија што ни е дадена
пак ќе спомнам, е многу битно од изворот на животот, од Бог, и од нејзе да бидеме водени од таа природна интелигенција кон поголемо здравје, кон благосостојба на сите сфери, што е најбитно. Значи, здивот, уствари, е здивот на животот. Дишењето ни е врска со здивот на животот или енергијата позади воздухот. Така. За тоа како треба правилно да научиме да дишеме, ќе раскажуваш таму каде што на твоите сеанси се разбира групните и индивидуалните, каде што доаѓаат луѓе за да го научат сето ова, а Мајн во кратки црти објаснени како не треба да дишеме. Што е тоа што ни го загрозува здравјето и бенефитот на нашето целокупно енергетско, физичко, ментално тело. Така, тука првото нешто мене лично миди да го кажам е, значи, несвесното блокирање на здивот, многу често од премногу размислување или обземени од самата секојдневна, да ја речам сега, суета која што мора да преживува и денеска да го планира денот, многу често знае да несвесно ни го блокира здивот. Обично во тој процес на несвесно блокирање на здивот, додека ние размислуваме или правиме или работиме, акумулираме стрес првично во тој регион околу градите и од тука кон рамената, грбот, стомакот и така натаму. Сега, значи, кога бидеме присутни дека за здивот дека да циркулира, да го кружиме свесно, барем само вдишувањето и издишувањето да внимаваме, да не го блокираме физички, да течи, можеби тоа е битниот прв чекор на кој што би требало да внимаваме, бидејќи многу често луѓето дури и во сонот, кога не се свесни, го запираат дишењето и тоа дури е интересно, има многу мерења. Значи, може човек секој да истражи на интернет, тоа се случува дури по неколку минути запирање на дишењето. Јас лично имам посматрано луѓе кога дишат во една сесија, тие често преминуваат во несвесна состојба и сега тука тие го запираат здивот. Во тоа запирање се акумулира тензија, бидејќи телото кружи, циркулира живот на енергија, а кога здивот запре, таа енергија застанува на едно место и сега една блокада. Така, тука имаме едно видео, ајде да го слушнеме, ако е возможно да го слушнеме, каде што ти покажуваш некаква техника на дишење. Да. Точно. Дишката е можеби најефикасниот природен вграден механизам за внатрешна саморегулација на нервниот систем. Практикувана свесно 10, 20, 30 пати, неколку минути, значително ги зголемува и подобрува перформансите и резултатите, без разлика да ви правиме нешто ментално или физички. Како да пробаш? Нежно вдишувам како да мирисам цвеќе. И оставам самата релаксација кога дојде до издишувањето. Јас не дувам, туку само ја отпуштам. Пак, вдишувам горе и вдишувам долу. Пробај во еден круг да ги поврзиш вдишувањето со издишувањето неколку кратно. Пак. Дишам горе, дишам долу, дишам странично, дишам назад и дишам напред истовремено. И дишам долу тука, во крлицата. И опушти се. Наблюдувај ги резултатите. Да, ова беше еден мал вовет, ама сега и дополнително во студио можеме да се надоврземе на оваа една техника. Точно, да. Влезе во воздухот од ова што го видов. Да, да дојде кислородот тука до секаде. ставаме акцент на издишката, која што ја користиме за отворање пред сесија. Значи, и добро 5-10 свесни издишки и толку. Всушност, вистинското и
правилно дишење во овој случај не е ако продолжиме само на уста, бидејќи устата сепак не е само за дишење. Тука продолжуваме, значи, користејќи го истото тоа конектирано дишење, но само на нос. После издишката телото е баш клетките се многу поотворени. А која е наједноставна техника за дишење и колку треба да ја применуваме во текот на денот таа техника за да ги видиме бенефитите? Мислам дека има милиарда техники. Има многу, значи. Да, Ова има е само една. илјадници, десетици илјади. Методот на препород или конектирано дишење, кој што јас најчесто го пренесувам, иако и тоа не е единствениот, се разбира, е универзален метод кој што е многу лесно достапен за секој еден, поготово за луѓето кои што никогаш немале практика со дишењето. Се разбира, тоа е само еден мал старт. Јас лично си имам лична конекција и следно ниво со многу други особи. Но кога внесиме присуство, тие 10-20 конектирани здива и како што кажувам, ќе пробам и таа техника ако имам прилика, значи буквално вдишувам нежно како да мирисам цвеќе и отпуштам природно издишката како Низ уста? Пример, значи може да почнеме низ уста и продолжуваме после само на нос. Значи целта е да не се врзуваме на ниедна техника, туку секој да си ја најди својата внатрешна. Ние сега тука презентираме 3-4 димензии од самото дишење, и нос и уста, значи, но секој одвнатре телото да ни покажи брзина, длабочина. Ние во суштина кажуваме дека дишиме и горе и долу. Пожелно е полека да го активираме и страничниот дел, диафрагмалниот дел, и не само ние имаме покрај главната диафрагма, имаме уште една долу урогенитална диафрагма и поентата е да се активираат двете. Значи телото да диши целосно до степен каде што дури грбот ќе се активира. Задните мускули, и од тука, после телото на практикантот води и то покажува каде има потреба, бидејќи само од посматрање на човекот што диши, ние може многу работи да научиме. Поентата е да го активираме целото тело, и горе и долу, и да не се врзуваме ни само на уста, ни само на нос. Значи, секој има различни потреби. Устата ја користиме несвесно сите, пример, кога се смееме или кога плачеме, кога имаме интензивни емоции, дали негативни или позитивни, ние дишиме на уста. Затоа ја користиме устата, бидејќи тука предизвикуваме вкрстување на нервниот систем, а исцелувањето се случува кога ќе се одврзиме, да не бидиме, значи, врзани само на симпатикусот или само на парасимпатикусот. Да ги скомбинираме. Да ги скомбинираме. Тоа е поентата. Тогаш се отвора ново поле, каде што уствари правото исцелување и презапишување на таа клеточна меморија се случува. Тоа е поентата. Да, имаме само уште многу малце време. Може ли да тука нешто направиме во студиот во неколку секунди, некоја техника што би ни помогнала во ова брз начин на живот, во канцеларија, во автомобил? Да. Нешто што тие што ме знаат често го повторувам, но е многу универзално. Јас би го препорачал буквално, како што рековме, да мирисам цвеќе, бидејќи тогаш вдишуваш нежно, а ја чувствуваш таа енергијата на вдишувањето, а издишувањето не го дувам, туку го оставам природно само да го пуштам од самава опуштеност на градите и на стомакот. Значи, буквално 10 до 20 пати се доволни да ја почувствувам таа енергија на дишењето, значи, или духот позади здивот. Значи, 10 до 20 пати кружно, без пауза, само нос. Само нос, без уста. Суза диши. Да, тоа е како вовед, така нели, како вовед во се друго понатаму. Точно, тоа е или како старт на денот. Точно, значи да ја почувствувам енергијата и да се конектирам со себе си, со сопственото тело. Обично во сесија тоа е почеток на подлабоко навлегување во самата материја на телото. Да, како можеме да те заследат гледачите и сите оние кои што се интересираат, можеби за индивидуална или некоја следна групна сесија? Виктор Петровски, значи Инстаграм или Фејсбук, веќе се активирам повеќе на социјалните мрежи после
доста сугестии од мои блиски пријатели, значи секој може да ме најди, Виктор Петровски. Така, твојата работа е воглавно во Охрид, иако си ти родом од Прилеп. Да, прилепчанец кој Да. што живее во Охрид. Но во Охрид најдобрата работа е помеѓу сите добри работи е каде што има многу почист воздух и ова дишењето некако и многу природно му доаѓа И да тоа се како, дише да. во Охрид отколку да се дише во Скопје или во Прилеп, така нели? Точно. Како да се заштитиме сосема накратко да дишеме правилно, ама да го некако да го преработуваме воздухот да дојде малку попрочистен до долу. Би го повторил истото што сега го веќе кажавме, Да значи дишуваме на нос. носење на то присуство и автоматско активирање, значи на нашиот внатрешен механизам за рецептивност, ама и за заштита, значи и конекција со себе си. Значи присуство низ самото дишење 10 до 20 пати значително ги зголемува нашите внатрешни квалитети што не чуваат, значи од негативни енергии. Да, меѓу останатото Да и речеме. ќе констатираме дека и вистинското правилното дишење за кое ова утро говоревме го продолжува и животот и тоа општиот како? бенефит на нашето физичко енергетско тело. И тоа како? Да, и овие работи се повеќе мислам дека колективно сите веќе се будиме дека ќе бидат на вредност и ќе бидат барани. Да. Виктор, многу сме ти благодарни што ова утро не подсети на нешто така нормално и така можеби на моменти не внимаваме Така за е. тоа ниту дека дишеме, а камоли тоа како дишеме, ги подсетивме гледачите колку е битно да научиме правилно да дишеме, а човек учи додека е жив. Виктор е овде да не научи, за сите Подсети, следни да не подсети. подсети, така. За сите следни теми поврзани со ова што ти го работиш со многу љубов и посветеност, повторно би сакала да се видиме во нашето студио, а и можеби на некој настан. Да. Баш ми е чест, ви благодарам многу за што ме поканивте тука. Значи, остануваме во контакт и убав ден на сите гледачи. Ти благодариме. Дишете, драги наши, дишете, дишењето е здравје. Понекогаш се што треба да направиме е да застанеме, да земеме здив и да живееме посвесен ден.